Цели 41.000 евра за само една година исплаќа Водовод Кочани за провизија на Агенцијата за привремено вработување. Податок кој може да се најде на веб страната на Бирото за јавни набавки. Освен овие, Водовод Кочани провизии исплаќал и во изминатите 2 години, а тие се исплаќени низ процент од вкупната бруто исплата на плата за ангажираните времено вработени работници. За 2023 година во член 6 провизијата е 0,63% од бруто сумата од 29.500.000 денари или 185.850 денари провизија за АПВ. За 2024 година во член 7 провизијата е 1,40% од бруто сумата од 38.232.000 денари или 535.248 денари провизија за АПВ. За 2025 година во член 7 провизијата е 10% од бруто сумата од 25.488.000 денари или 2.548.800 денари провизија за Агенцијата за привремено вработување. Склучените договори и членот кој ја регулира провизијата секоја година напредувале со големи чекори од првичните 0,63%. За само 2 години провизијата нараснала на цели 10%. Очигледно е дека креаторите и подписниците на овие договори со тек на време се охрабриле. Соработката очигледно одела од добро на уште подобро, па се стигнало до сума од фантастични 41.000 евра. Водовод Кочани е со огромен долг и тој во моментов изнесува речиси 4 милиони евра. За неколку години се променеа безмалку 10 директори, а се стигна и до тому Евана да ја исклучи струјата, па некои се одлучија и на диво приклучување. Водовод Кочани е јавно предпријатие каде се работи од лошо по лошо, а вршителот на должност градоначалник вети стабилизирање на ситуацијата именувајќи нов директор.